Ајде да почнеме со една слика баш жива. Велес, раниот 20 век. Замислете го мегданот, значи главната улица, центарот на се. И кога Донка Јаричкова ќе се појавила таму, приказната вика мајсторите, чираците, сите застанувале со работа. Само да ја видат. А таа, свесна за тоа, одела гордо, исправено, право гледала. Не гледала во никој. Баш така. И нормално, многу ергени, па воздивнувале по неа. Денес ке нурнеме баш во неизината приказна, за љубовта и за неизината смелост, за Сербес Донка. Сербес значи смела, решителна. Да, имаме тука еден фасцинантен текст, фрагмент што ја оживува токму оваа локална велешка легенда. И ова не е само приказна за една личност, туку е како прозорец, нели? Точно. Прозорец кон општествените норми, кон очекувањата, секојдневниот живот во Велес, пред повеќе од еден век. Значи, преку оваа приказна ќе видиме што ни открива таа за љубовта, за статусот, ама посебно за семејните односи. Колку биле сложени тогаш. И како во многу добри приказни, во центарот е љубовта. Во случајов, меѓу убавата Донка и еден млад кундураджија Миле Ивчев. Текстот го опишува како убав дечко, ама клучното е не бил од богато семејство. И тука почнува заплетот, бидејќи врската наидува на силно противење. Од таткото на Донка, Пецко, кој изгледа имал сосема други планови за ќерка си. Па, ајде да видиме како се одвива оваа драма. Значи, оваа љубов меѓу Донка и Миле, па не останала тајна долго време. Во текстот пишува дека брзо дознала велешката чаршија. Станало јавна тајна, нели? Се зборувало. Се зборувало, сигурно и се озговорувало помалку. Веројатно. И нормално веста стигнала и до таткото, Пецко. А неговата реакција, па директна, категорично одбивање. Нарацијата е јасна. Пецко не сакал да има зет чевлар. Тоа му било потчест. Е токму тој детаљ, зет чевлар, тоа ја отсликува таа крута хиерархија во општеството тогаш. Занаетот, имотот, тоа било пресудно. Апсолутно. Кондураджија, колку и да бил добар, едноставно не бил доволно, како да кажам, престижен за ќерката на Пецко. А Пецко го опишуваат како строг, па и избувлив човек. Неговиот углед бил во прашање. Да, статусот пред се. Тој не го гледал Миле како човек, туку гледал професија и статус. Или недостаток на статус. И Пецко не губел време, не чекал. Според текстот, тој веќе имал пикирано зет по негови мерила. Се спомнуваат и детали богат човек од башино село. Од соседното село. Со имот, со лозја, земја, тоа се викало добра партија. Економската сигурност пред се. Чувствата, па во втор план. Или начинот на кој се одвива свршувачката е баш индикативен. За обичаите и за таа апсолутна моќ на таткото. Текстот вели: без знаење на Донка се било завршено, дури и прстен се дал. Замисли. Замисли ја ситуацијата. Цела иднина ја договараат зад грб. Свршувачката е веќе готова работа, а таа дознава последна. Не е ни чудо што веста, како што пишува, како гром ја погодила убавицата. Можам само да замислам каков шок било тоа. Да сватиш дека животот ти е среден без воопшто да те прашаат. Ова е класичен пример за патриархатот во најсилна форма. Таткото имал, па речиси, неограничена моќ за бракот на децата, посебно на ќерките. Желбите, чувствата биле споредни, ако воопшто и ги зеле предвид. Зборот на таткото бил закон. Точно. Неговиот авторитет неприкосновен. Тоа не било само негова одлука, туку одраз на целиот систем на вредности тогаш. Ама изгледа Донка не била тип што лесно се помирува, иако пишува дека не сакала директно да се спротивстави на строгиот и избувлив татко. Сепак, љубовта кон Миле била посилна од стравот. Самиот текст ја опишува како енергична и смела. Тие карактеристики сега ки испливаат. Да, таа одбива да се покори. Одбива да го прифати договорот, тој даден збор. И покрај сит притисок и стравот од последиците.
особено стравот од срамот што ќе пукне. Ох, срамот. Треба да се разбере колку тежел срамот во мала заедница како Велес тогаш. Тоа било социјална смрт, речи си. Нешто што по секоја цена се избегнувало. Срамот бил значи моќна алатка за контрола. И како одговор на тој неизин тивок бунт доаѓа казната, очекувано за тоа време, и забраниле да излегува домашен притвор, практично. Да ја изолираат. Токму тоа, целта била јасна, да ја спречат да се гледа со Миле и на крај да ја присилат да ја прифати одлуката на таткој. И така стигнуваме до клучниот ден, денот на договорената свршувачка. Атмосферата сигурно била крајно напната. Младоженецот од башино село стигнува со придружба, со другари, носи подароци, како што е редот. Да. А приказната ни дава еден баш живописен детал. Донеле свежо уловена вардарска риба. Ова не е само храна, тоа е дел од ритуалот, гест што ја доловува локалната боја, обичаите, дури и географијата. Додека горе, на чардакот, тоа е онаа тераса на катот, нели, се собрале другарките на Донка. Веројатно да ја помагаат или само да бидат сведоци. А таа е долу, во кујната, и ја пржи токму таа риба, донесена од младоженецот што не го сака. Сликата е навистина мокна. Однадвор ја врши должноста, ама внатре, како што пишува, тагувала, но не се помирувала со судбината. Точно. Овој момент ја покажува таа незина длабока внатрешна горба. Однадвор може би изгледа дека се покорува, ама внатре тлее отпорот, расте одлучноста. Таа се уште бара излез, значи не се предала. Тоа готвење на рибата е скоро чин на пркос. И тогаш доаѓа пресвртот, како на филм. Во еден момент, додека ја спрема рибата, Донка вика една другарка и дава итна тајна задача. Оди кај Миле и кажи му веднаш да дојде тука. Ау, храбро. Замисли ја храброста. Во тој момент, под надзор на сите, Навистина е како сценарио. И реакцијата на Миле е исто толку брза и одлучна. Запишаното вели, Миле побрзал со другарите. Значи не оди сам, свесен е за ризикот. треба поддршка. Секако. Акцијата е брза и дрска. Другарите му помагаат да го прескокне високиот зид околу куќата. Ова не е само бегство, ова е и упат. Успева да се префрли и влегува директно во собата кај Донка. И следува опис на нивниот поглед. Двајцата млади се погледнале и било јасно дека тие се наменети еден за друг. Во тој поглед е се. Љубовта, решеноста, разбирање без зборови Точно. и потоа конечниот чин. На бунт, на заедничка одлука, храбро и смело за тоа време, како што нагласува изворот, тие ја претвораат љубовта во акција. Нема веќе чекање, Крај. на брзина, исчезнуваат преку прозор и го заодуваат на тамошниот заеднички живот. Класично бегство. Киднапирање на невестата од сопствената свршувачка. Леле. Може само да предпоставиме каков земјотрес било тоа во Велес тогаш. Земјотрес е благ збор. Изворот вели, пукнал голем срам. Бегството, особено на денот на свршувачката, било огромен удар врз честа на семејството. Најмногу врз авторитетот на Пецко. А неговата реакција? Па, очекувано сурова. Не сакал да им прости. Бил апсолутно неумолив. Во тој момент повредената гордост и срамот изгледа биле посилни од родителската љубов. Дури ни раѓањето на синот Јованче во 1903-та. Ни тоа не го омекнало. Не. Текстот е јасен. Стариот Пецо не сака да слушне за внукот и керката. Тоа што одбива да го признае и внучето покажува колку длабока била раната и колку тврдоглавоста може да надвладне дури и над крвните врски. Честа била над се. Сепак, Донка и Миле не се откажале, не дигнале раце од обидот да ги средат односите. Следната година прават клучен чекор и бираат многу внимателно ден според традицијата Прочка, денот за простување. Прочка. Ова не е случајно, туку потек со длабоко културно значење, нели? Момент кога целата заедница учествува во тој ритуал на помирување. Токму така.
Прочка има огромна символична тежина во нашата традиција. Тоа е денот кога се очекува луѓето да ги надминат конфликтите, кога помладите бараат прошка од постарите, кога семејствата се обединуваат. Да, Обидот на Донка и Миле баш на овој ден е свесен чин. Се потпираат на моќта на обичајот, на традицијата, за да го стопат тоа ледено срце на Пецко. Се обидуваат да го искористат културниот механизам, за да ја поправат штетата од нивниот бунт. и сцената што следува е навистина драматична, полна со символика, со тензија. Донка, Миле и малиот Јованче одат кај Пецко. Го носат и детето со себе, можеби како последна надеж. Аха, Првиот обид за помирување по обичај е со ракија. Му подаваат чоканче ракија. Реакцијата на Пецко го зема и го треснува од подот. леле. Пораката е брутално јасна. Прошка нема. Скршеното чоканче, моќен символ. За скршените односи, за одбивањето, ама тие не се откажуваат по првиот пат. Пишува дека излегле, па по некое време се вратиле. Собирале храброст, можеби. Можеби, или се надевале дека гневот малку стивнал. Втор обид, ак со чоканче ракија. Истата сцена се повторува, Пецко и второто чоканче го крши. Одбивањето е цврсто како камен. Гневот не попушта. Тука веќе се гледа неверојатно упорност. И на двете страни. Пецко во тврдоглавоста, а Донка и Миле во таа нивна желба за помирување. Се прашува човек што може да го скрши овој зид. Трет обид. Овој пат, можеби мислат дека големината е важна, па му нудат бардаче поголем земјен сад, нели? Да, поголем сад. За жал, иста судбина. И бардачето завршува скршено на подот. Сега веќе ситуацијата изгледа безнадежно. Пецко изгледа решен да не попушти, по никоја цена. 3 одбивања, 3 скршени садови. Тензијата може да била неподнослива. Што да се прави кога традиционалните символи на помирување се буквално скршени? И токму тогаш, кога се изгледа изгубено, доаѓа гениалниот потек на Миле. Тој од појасот вади нешто сосема поинакво. Бакарно ѓумче. Мал метален сад. Традиционален, ама клучно од бакар. Не се крши лесно како глина. Аха, Истовремено со ѓумчето, прави уште еден клучен гест. Го зема малиот Јованче и го става директно во скутот на деду му Пецко. тоа е. Каков потек, маестрално, комбинација на нескршлив предмет и живата врска внукот. Символиката е неверојатно моќна, повеќе слојна. Да, Бакарното ѓумче ја представа трајноста, нешто што не можеш да го уништиш со бес. А внукот во скутот е жив доказ за продолжувањето на семејството, крвната врска што не може да се негира. Тоа е директен апел до најдлабоките чувства, над гордоста. и конечно, Пецко попушта. Со внукот во скут, соочен со тоа нескршливо ѓумче и веројатно со невиноста на детето, неговиот отпор се топи. Конечно е скршен, безпомошен пред силата на овие символи. Изворот ги пренесува неговите зборови, кои одекнуваат. Не се крши ѓумче, а уште помалку внук. Тоа е моментот на капитулација, на прифаќање. Конечно им простува. Прекрасен крај, катарзичен, на една долга мачна борба. Ова е триумф не само на љубовта меѓу Донка и Миле, туку и на самата идеја за семејство, на моќта на традицијата на простување. И можеби најважно, на новата генерација, која има моќ да ги лекува старите рани и да ги обедини разделените. Навистина, каква приказна. За една извонредна жена. Не за џабе сербес. Донка. Смела, истрајна, водена од љубовта. Нејзината голема љубов, заедно со упорноста и мудроста на Миле, успеале да ги надминат тие лигидни норми и тврдоглавата татковска волја. Во Велес на почетокот на 20 век. Да, Поминавме низ цела сага. Забранета љубов, противење, храбар бунт, бегство, години на отуđеност и конечно едно длбоко символично и моćно помирување. она што е клучно да се измече од ова е повеќе слојноста, нели?
Да, ја слави личната храброст, бунтот на Донка и Миле против правилата, ама истовремено ги нагласува и тие вкоренети културни механизми, семејните врски, авторитетот, ама и ритуалите како прочка, кои служат за одржување на кохезијата. Интересно е како дури и бунтовниците бараат начин да се вратат во заедницата. Токмо тоа, преку постоечките традиции. Крајот, со гестот, со некрушливото ѓумче и внукот, е совршена метафора. Некои врски крвните, семејните, врските со иднината, се посилни од гордоста и наетот пред расудите. Трајни се, како бакарот. Оваа приказна за Сербез Донка е запишана, сочувана, станала дел од наследството на Велес. Но не тера да се запрашаме. Колку слични приказни за отпор, за љубов што прескокнала огради, социјални, економски, семејни, останале нераскажани, скриени во семејните албуми, во сеќавањата низ целава земја. Сигурно ги има многу. Што ни кажуваат ваквите локални легенди, како оваа, за менталитетот, вредностите, предизвиците и за титаните во обичните луѓе од минатото? Можеби секој од нас во своето семејно стебло има по некоја своја Сербез Донка или упорен Миле, чија приказна чека да биде откриена.